Разликата е во тоа што до Игуменица патувате повеќе низ планински предели, а за Медитеранот постојано ве следи морско синиле. Кога стигнавме во Игуменица, само што се роди денот. На пристаништето сепак имаше бројни патници кои ги чекаа ферибродовите. Недалеку од брегот го забележавме ферибродот Керкира, што го носи името на островот Крф. На ферибродот помошне пријатно време и мирно море минавме околу 1 час. И помали населби со мали и средни хотели, плантажи со медитерански плодови и бројни мали плажи. Во Моралтика се сместивме во хотелот Бела Грција. Тука всушност одседнуваат бројните туристи, што со посредство на туристичкиот сервис Балојани пристигнуваат. Вакви чудесни детки од кои зајдува и душата, во крв има безброј. Ова што сега го гледаме е дел од местоста наречена Канон или Топ. Значи Канон има некаква врска со закон, а и Топот хора по некои прилики да бил закон. Ова што сега тука го гледаме, она островце е Гувчев град. Гувчев град и там точно во средината во густо зелениво се наоѓа манастирот Свети Ѓоргије. Недалеку од тој мал остров, тука токму распослан во заливот се наоѓа и еден мал простор на кој се наоѓа и црквата Света Богородица. Недалеку од овој простор што го гледаме овде има и еден мал аеродром кој што сега видовме на кој што слетуваат и поголеми, веројатно многу повеќе помали приватни авиони. Овде е прие од луѓе, сега е некаде поред нашето време околу 19 часот, меѓутоа уште има сонце, јасно е, топло е, пријатно е и тоа измами овде на овој простор доста посетители. Претпоставувам дека многу од нив не се од островот, туку се туристи кои што дојде да уживаат во овие прекрасни убави.
По добро уредена патека слеговме на самиот брег и одблиску ја видовме црквата Света Богородица. Жителите на Крв христијанството го прифатиле уште во 3 век. Можеби затоа, ако Крв може да се пофали со доста културно-историски споменици и други знаменитости, може да се нарече дека е и остров на бројни цркви и манастири, кои катадневно се посетуваат од верници од целиот свет. Голем дел од црквите се во главниот град Крв, но ги има и крај бреговите и висините на планините. Денот полека се губеше на запад кога пристигнувавме кон главниот град Крв, што го носи името на островот. Во овој прекрасен град, со различна и богата архитектура, живеат околу 50.000 жители. Инаку на целиот остров има над 100.000 жители, колку што има безмалку и во нашата Битола. Иако Крв е втор по големина од 7 поголеми острови на Јонското море, сепак е долг околу 60 километри, а широк 20 километри. Бидејќи се ближеше мракот, побрзавме да ја посетиме старата тврдина. Крв има две тврди упоришта, служеле за одбрана во старите времења од турците. Ошто предност е тврдина која го заштитувала островот од нападите од море. Велат дека најголем дел од оваа тврдина или во оваа тврдина минале венецијанците и за времето се додека тука со овој остров владееле венецијанците, островот Крв бил непокорен од турците, живел слободно. Тука некаде се наоѓа и еден споменик на еден генерал од Венеција. И тоа е друга една приказна, во друга прилика ќе зборуваме малку повеќе. Другата тврдина е во градот на Копното, значи го заштитува островот од напади организирани на просторот на самиот остров. Тука веројатно има многу бројни топови од времето, бидејќи најчесто се напаѓало со бродови. И така натаму. Тоа е таа приказна за двете големи тврдини кои што предизвикуваат необично голем интерес кај сите посетители.
ова место најубаво може да се види како изгледала старата тврдина, како изгледала некогаш, еве така и денеска. Па може да се претпостави, да се замисли кој би може да ја освои оваа тврдина во времењата кога како огнено оружје имаше само големите топови. Еве како е утврден овој цел град, а овој простор кај што сега се наоѓа, веројатно тука имало јадници, стотици војници кои што се обидувале да го заштитат крв од непријателите, порачните непријатели. Во огромниот двор на тврдината што го заштитувала островот од нападите од морето, се наоѓа од високата тврдина и од огромниот заштитен зид тука еден неверојатно убав поглед. Во окружна далечина се гледа морската површина, од каде практично и се очекувале војните напади од непријателите што сакале да го завруваат островот крв. Интересно е дека веќе е некаде 20 часот, уште е ден, некаде се гледа црвенино, меѓутоа најголемиот дел се спојува Ова што се гледа зад мене е централниот градски плоштад, кој што се користи за прослава на поразни поводи. Меѓутоа, атракција е тоа што за Великден тука се одржува и централната прослава, централното одбележување на Великден. Тој ден доаѓаат тука во крв посетители од многу разни земји, посебно од балканските земји, од Италија, соседните земји, Македонија, па нагоре Србија и така натаму и така натаму. А наспроти овој простор се наоѓа исто така еден огромен простор, попочен во 19-тиот век. Тој простор бил полигон каде што се обучувале англиските војници во 19-тиот век. Овој огромен простор е заобиколен со стари згради, кои што веројатно во тоа време биле касарни, каде што биле сместени англиските војници.
Ова е строгиот центар на градот Крв. Тоа е всушност и врталиште на сите генерации. Тука може да се најдат луѓе и од домашните, меѓутоа најмногу ги има од тие што така се додени тука да се запознаат со богатото историско минато на овој град. Архитектурата е различна, меѓутоа уличките потсетуваат на градовите од старите медитерански места, населени места. Има тука примеси во градбата, во архитектурата од сите речиси завојувачи, од венецијанците, од времето на венецијанците, од времето на французите, потоа англичаните и така натаму и така натаму. Уште да кажам, ова е строгиот центар на овој град и тоа е всушност врталиштето на сите генерации кои што особено во приклучерните часови излегуваат тука, одварајќи се на клупите од големиот парк во средината на градот и се разбира кај многобројните капули. За да се видат сите убавини на Крв, треба доста време. Сепак имавме таа прилика да го посетиме познатиот музеј Ахилеон, кој представува вистинска мека за туристите од целиот свет.
Господине Балојани, се наоѓаме на еден од ридовите на островот Крф. Инаку Крф е познат и по тоа што има доста планини, доста висини така натаму. Сега е недела 10 часот, се наоѓаме пред еден неверојатно убав објект. Меѓутоа, мислам дека вакви објекти има многу низ светот. Но што е тоа што толку народ привлекува токму во недела и околу 10 часот, што река од луѓе доаѓаат на овој простор? Прво, каде се наоѓаме сега? Па ние се наоѓаме сега во палатата на Ахилеон. Таа е палата изградена во крајот на 19 век од страна на Австриската империја. Значи, Австро-Унгарската империја во времето на императорот Франц Јозеф е изградена оваа палата 1889 година како летна резиденција за царицата Сиси Елизабета, нејзиното вистинско име, али популарно наречена Сиси, која што ја користела како летна резиденција доста долго. Палатата е наречена Ахилеон по митолошкиот антички јунак Ахил, во кој што царицата Елизабета била заљубена, како и во античката грчка митологија. Така да, бидејќи таа била позната уште во своето време како жена со доста развиен слободарски и спортски дух, која што упорно вежбала се до крајот на својот живот, го држувала своето тело и својата убавина. Се смета дека била една од најубавите жени на своето време. Меѓутоа, и исто така, и затоа и таа и го обожавал Ахил, бидејќи и тој важел во антиката како еден од најубаво атлетски развиените и најсилните јунаци. И по него ја нарекла и целата палата Ахилеон. Внатре можеше да се види од тоа што било окружување на царицата и на нејзината придружба овде. И разбира сите што доаѓале тука во тоа време заедно со нас. Па сега палатата е музеј, значи и внатре има една изложба од фотографии и предмети што ги користела таа кога доаѓала тука и од посетите на самиот император Франц Јозеф, кој што исто така доаѓал. Тие доаѓале по морски пат со брод, на пристаништето се наоѓало веднаш под палатата на обалата и така што може да се видат доста работи тука кои што таа ги користела. Меѓутоа, повеќе може да се види во Виена, во двата музеи кои што се во Шенбрун и во Хофбург, каде што има дел со апартмани од царицата и од царот од тоа време и нештата кои што ги користела и се до крајот на нејзиниот живот. Сиси или Елизабета стана синоним за слободата, за слободарскиот дух и за еманципацијата на жените. Таа се мажи на 16 години, иначе беше баварска принцеза со царот Франц Јозеф, кој што во тоа време имал околу 30 на години. Меѓутоа не сакаше да ја прифати оние стеги и протоколи строги на тогаш Хабсбурговскиот царски двор, така што во сите можни прилики се обидуваше да биде надвор од дворот. Водеше многу активен живот, со многу спорт, со лов, со активности во природа, со културни, значи, настани на кои што учествуваше и кои што ги спонзорираше. Така, додека нејзиниот сопруг, императорот Франц Јозеф, тој беше многу педантен, уреден човек бил, кој што бил на некој начин воркохолик, морал да управува со империја од повеќе десетици милиони народ и тој станувал секој утро во 4 сатот, од 5 почнувал со работа, се до 8 вечерта, немал многу време за неа, а таа се обидувала сите можни моменти да ги проведе и да ужива во животот. И тоа е едната од причините што го одбрала островот Крф во тоа време во составот на Австро-Унгарската империја, тука како еден од најубавите медитерански и
острови кои што се наоѓа во Јонското море со многу бујна вегетација, со многу зеленило, со многу цвеќиња, опојни мириси кои што се шират тука од пролетта и преку летниот период. И едноставно било едно место наменето нејзино катче каде што кога ќе дојдела се препуштала на уживањата во Ове веќе има посебен режим. Режимот почна уште на влезот, се наплаќа влезници, така за да може, меѓутоа тоа не пречи апсолутно многу луѓе да доаѓаат. Денеска е масовна посетеност забележуваме. Кажете ми, од каде се овие луѓе? Тоа се само од Грција или ги има и туристи од многу други земји? Па и од Грција и од целиот свет туристи кои што го посетуваат островот, посебно сега во летниот период е зголемен бројот на туристите, иначе преку годината, преку цела година е активно. Местото Палатата работи како музеј, е под значи јурисдикција на Министерството за култура на Грција и нормално дека се наплаќаат влезници. Кога се доаѓа групно, влезницата е помала, мислам дека околу 3-4 евра, а додека за дупла сума се наплаќа за влез на индивидуалци. Меѓутоа тоа не беше лесно да добиеме дозвола да влеземе да снимаме како го регулирате. Благодарение на вашето ангажирање успеавме сепак да го добиеме и тоа како задоволство, да можеме со нашата камера да регистрираме и во дворот и внатре што е ова навистина ова палата што представува. Па знаете што, мислам дека за да се добие ваква дозвола треба неколку дена. Ние ја добивме за 15 минути. Благодарејќи на нашето долго присуство како туристичка агенција, повеќе од 20 години, значи, го работиме островот Крф, така што благодарение на нашите тука присуство, на името што го имаме оставено и присутноста на нашите туристи, заради подобра промоција, зголемување на бројот на посетите на туристите од нашата земја на самиот остров Крф и на Палатата, успеавме од директорот на музејот, на кој што раководи тука со објектот, да добиеме дозвола и јас најсрдечно му се заблагодарувам за тоа, што ни дозволи да направиме неколку кадри тука, да снимиме и да кажеме дел од историјата на ова многу убаво место и многу значајно, значи за човечката историја. За тоа си со директорот на ова прекрасна установа или музеј, како што се вика. Можеме сега да слушнеме прво како се вика директорот, колку време тука е тој и така натаму. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε που μας προτιμάτε.
Θέλετε κάτι να μάθετε για το Ακύλαιο, μπορούμε να σας ενημερώσουμε και σας έχει ενημερώσει εδώ πέρα ο ξέροντος φίλος. Се викам Андонис Димитропулос и директор сум на ова установа, на овај музеј и поздравувам гледачите на телевизија Орбис и можете посетители од вашата земја. Колко време е, господине директор на Останова? Διευθυντής είμαι πολλά χρόνια, εδώ στο μουσείο είμαι 7 μήνες. Како директор на музеј работи по многу години, меѓутоа директор на овој музеј е 7 месеци тука. Што представува за островот Крф овај објект? Για τον Σύ είναι ότι η Ακρόπολης... Значи тоа што представува Акропол за Грција, тоа представува палатата овде за Крф. Са преге прашавме, ќе повторам тоа прашање, колку отприлика гости доаѓаат во текот на годината, оди од кои земји најчесто доаѓаат гости? Ναι, περίπου 400.000 κόσμος, 400 με 400. Околу 400 до 420.000 гости, посетители во текот на годината ја посетуваат палатата, од кои што најмногу се од најбројни се посетителите од Германија, од Австрија, од Унгарија, меѓутоа доаѓаат од цел свет. Која година како установ, како музеј е отворен објект? Αυτό καταρχήν κατασκευάστηκε το 1900. Значи од својата изграда во 1890 година се до крајот на Првата светска војна била палата во собственост на Австро-Унгарската империја. После тоа преминала како почнала работи како казино. Се до 1990 година, значи 100 години после изградбата, станала музеј. Значи до 92 година, потоа ја презема грчката влада, Министерство за култура и постанува музеј и ќе остане музеј се до крај. Толку колку што е познат музејскиот комплекс Ахилион или вилата на австриската царица Елизабета или Сиси, толку е познат и островот Видос. Ние за жал немавме прилика да го посетиме овој остров, но затоа пак се најдовме од спротива на големото пристаниште, каде што бевме гости на пријател на нашиот домаќин Горки Балојани, кој на крајот не почести исклучиво со морска, но неверојатно вкусно подготвена храна. По повеќе часовната прошетка или обиколка на островот Крф се подготвуваме за заменување. Меѓутоа не можевме да отидеме ако не застаневме токму на ова место. Ова е едно од постарите, но и од помалите пристаништа на островот Крф. Има и постари, има и понови бродови. Има, да речам, нека средна фреквенција што на патници кои што заменуваат од ова место и кои што доаѓаат на ова пристаниште. Но исклучиво сме дојдени со еден многу сериозен и многу интересен повод. Наспроти мене има едно копно. Го викаат, или дел од тоа копно, некаде во морето го викаат Сина гробница. Тоа е местото каде што во текот на Првата светска војна, откако српските војски стигна на островот Крф, беа сместени на овој простор, тука се лекува, негува и се подготвува за повторно враќање на боиштето во Првата светска војна. Меѓутоа, се памети по тоа што во водите на ова море
во непосредна близина на овој дел од копното што ние го гледаме, има гробница од околу, или се погребани околу 20.000 српски војници. Тоа беа тешко ранети војници кои што некако беа донесени на островот Крф, меѓутоа не можеше ништо се направи за да се бидат спасени. Покрај тие 20.000 војници, на островот се погребани и околу 3.000 други војници. Меѓутоа, заради тоа што бројот на загинатите српски војници или починатите српски војници беше исклучително голем, околу 23.000, сите не можеа да бидат погребани на копно. Затоа рековме дека 20.000 беа погребани во сините води на ова море. Овој дел од ова копно што го гледаме сега, има повеќе спомен обележја во сеќавање на тој настан од Првата светска војна. Има гробница на српските војници, тука била сместена и болницата и тука се разбира се одвивале бројни активности за подготвување за враќање на српската војска на боиштето од Првата светска војна. Еве уште малку податоци за крв од времето на Првата светска војна. Именно во текот на оваа крвава војна, односно во периодот од 1916 и 1917 година, крв беше седиште на српската влада во бегство. Во 1917 година на крв е потпишан Крвскиот пакт со кој се создаде Кралевина Југославија, во чии рамки, како што е познато, се најде и Македонија, се до почетокот на Втората светска војна. По долгиот и тежок марш, по лошо време, српската војска се собра во Скадар, Драч и Валона. До април на островот Крв се најде околу 152.000 српски војници и цивили. Србите Крв го нарекоа остров на спасот, за речиси истовремене близината на овој остров да го добие името Сина гробница. За време на престојот на Крв, србите воспоставија тесни врски со домородното население. Откако војниците се вратија на боиштата на Балкан, многумина останаа на Крв. Се и женија и денеска има нивни поколенија. Немојте да се изненадите ако на Крв се сретнете со постар човек кој ќе ви рече дека е србин, иако ги слушнете зборовите куќа, тате, баба, глава и така натаму.
Зад крв, денеска стои бурна историја, зашто зборуваа спомениците од праисторијата преку античкото време, средниот век и новата доба. Од 16-тиот до 18-тиот век крв главно војуваше против турците, но силната тврдина беше неосвоива. Потоа крв падна под владење на силната во тоа време Венеција, на Франција, Русија, Англија. Од мај 1864 година островот Крв е прогласен за дел од Грција. Така е и денеска. За крв ние кажавме малку, но ако имате прилика да го посетите овој медитерански остров, не ја пропуштајте. Само за неколку дена ќе научите многу повеќе за еден остров кој плива во